Свадбен обреден комплекс. Свадбата како институција во ромската заедница представува најважен обред на премин на личноста од еден во друг социјален статус. Од беќари, џамутро, ром или момче младоженец маж, односно чај, бори, ромни. Всушност, свадбата представува комплекс на обреди кои носат среќа, здравие и слога на нивните сопружници, а се присутни кај сите народи при обредите на иницијација. Како главен лик кој се јавува во најголемиот дел на свадбениот обреден комплекс е невестата, односно бори. Невестата се појавува речиси во сите обреди и ритуали организирани од двете семејства, кои со обредното запросување на невестата, односно манѓарипе, стануваат сватови, односно хенамика. На свадбата, ромската заедница и дава најголемо значење, бидејќи представува основа за обезбедување на наследници по патрилинеарност. Аргумент за ова теза наоѓаме во свадбените песни, кои најчесто како мотив се сретнува посакувањето на машко дете како првороден син во рамките на семејството. Свадбените обреди и обичаи кај ромите може да се поделат на три дела: предсвадбени, свадбени и послесвадбени обичаи. Предсвадбена обредност. Целта на овие обреди е да се обележи девојката како идна невеста, што на некој начин представува и прв чекор кон стекнување на нов социјален статус во животниот циклус и да се обзнани новото сватовство меѓу двете семејства. Чејс. Родителите од страната на девојката неколку години претходно подготвуваат подароци за ќерката, односно чејс, кој се дава на денот на заминувањето од татковата куќа или за време на сватовското славење џумалук и се состои од облека, тепих, апарати за домаќинство, накид, пари и друго. Стројникување. Откако семејството на потенцијалниот младоженец ќе одлучи да го ожени, тогаш се повикува стројник, односно мисиџија и сиџија, на кој му се дава задача да посредува со семејството на девојката и да договори термин за нејзино запросување. До крајот на 90-тите години од изминатиот век, значењето и улогата на стројникот била важна и представувала примарна комуникација помеѓу двете семејства. Според еден информатор, во минатото младите тајно се сакале без да знаат нивните родители. Информаторот вели дека имало и случаеви кога се склучкувало брак, дури и без претходно да се познаваат младите меѓу себе, и затоа стројникот имал важна улога во овој процес, кој што најчесто истапувал со следните зборови: "Исили тумен чај, манѓари баски", или "Имате ли ќерка за запросување?" Па родителите ќе одговараат: "Оја и сијамен, ајде бурум, да имаме, повелете." Понатаму стројникот ќе вели: "Тумари чај хема маро чабо, будберша каменапе. Исили изини те манѓера тумаре чаја е исметескере чавески. Вашата ќерка и нашиот син долго време се сакаат. Имаме ли дозвола да ја запросиме вашата ќерка за синот на Исмет?" Доколку родителите на невестата знаеле кои ќе бидат сватовите, тогаш соопштувале дека ќе размислат и ќе ги известат за конечната одлука. Доколку пак не прифатиле, тогаш родителите ќе велеле: "Тумаро чаво туменге, амари чај аменге", односно вашиот син за вас, нашата ќерка за нас. Запросувањето се врши во домот на идната невеста, и тоа најчесто во зимскиот период од годината, па така таа останува свршена, односно манѓарди, се до свадбата која најчесто се организира во текот на летниот период. За време на овој обред присутни се повозрастните членови од двете семејства кои се сватосуваат, како и нивните блиски роднини. Доколку се согласни и двете семејства за склопување на бракот, тогаш таткото на невестата, а понекогаш и највозрастниот од семејството, истапува со барања за така наречен надоместок за семејството, односно бабалак или на ромски бабаако. Бабалакот, односно бабаакот, даровите кои се дават за семејството на невестата во минатото најчесто се состоел од следните подароци:
пари, 10 метри басма, односно материјал за женска носија, за најстарата жена од семејството, чевли за сестрите, кошула за браќата или чичковците, како и други подароци. Доколку семејството на младоженецот било согласно за бабалакот, тогаш родителите на идните младоженци пристапуваат кон обредот на јадење леб, сол и шеќер, хранејќи се меѓусебно со 3 залаци од лебот. Овој обред се уште е присутен како главен чин при сватосувањето. Тогаш ги искажуваат следните зборови. Сарсо на улавелапе олон тајомаро, ошекери тајомаро, аѓар тај отерне тена улавемпе. Или, како што не може да се одвои солта од лебот, така да не можат да се одвоиме ние и нашите синови и ќерки. Свадбена обредност. Терминот свадба или бијав може да се согледа низ призмата на обреди и обичаи, организирани најмногу од страната на родителите на младоженецот. Присутни се низ целиот свадбен период кој траел во минатото околу една седмица. Форматот на традиционалната ромска свадба кај ромите од Скопје и околината се состоел од обреди кои имаат градација, односно од подготвителна до реализирачка фаза. А гледајќи ја родовата и половата застапеност, обредите можеме да ги поделиме на машки, женски и мешовити обреди. Така, во средината на минатиот век, свадбите започнувале најчесто во понеделник, кога во семејството на младоженецот се подготвувал невестинскиот украс тели. Вторникот е денот за поканувањето на гостите на свадбата. Една жена, укуиџика или каначка, со ракија ги поканувала жените од блиското семејство, како и соседки за следниот ден. А следниот ден бил резервиран за обредот прво канасување на невестата. Обред кој се означува свршената девојка како идна невеста. И ден каде што се носи и невестинската руба. Во четвртокот, рано наутро се правело обредното капење на невестата, додека во петокот се организирала свадбата на невестата, односно свадбениот ден организиран од страна на родителите на невестата со своите гости. Покрај тоа, во вечерните часови, мала поврка на жени од страна на младоженецот ја каносуваат невестата по втор пат, но овој пат на рацете и нозете. Следниот ден, односно во сабота, се организирала свадбата на младоженецот, односно свадбата за гостите на родителите од машката страна. Свадбениот ден е исполнет со музика и играње во кој учествуваат сите роднини пријатели на семејството. Следниот ден се организирала свадбената поврка Алај, во која членовите на семејството на младоженецот оделе да ја земат невестата, односно денот кога невестата заминува од домот на своите родители. Најважен ритуал во оваа фаза е чекањето на веста за невиноста на невестата. Овој обред е познат како блага ракија, со што всушност невестата веќе се смета за член на семејството на младоженецот, тоест се стекнала со нов социјален статус од девојка во мажена жена. Последниот ден, односно понеделникот, бил ден на младоженецот и неговите другари, по меѓународот познат и како којаре, односно јадење на јајца, односно обичај при кој младоженецот го посетува семејството на невестата заедно со своите другари, при што за јадење му се подготвуваат пржени јајца. Најчесто ромите од Скопје и неговата околина, кога мислат на бијав, односно свадба, мислат на еден свадбен ден кој вклучува игранка и вечера. Инаку, етимологијата на терминот бијав доаѓа од староиндискиот јазик санскрит, во кој се употребувал терминот виваха, кој во превод значи брак, а во хинду јазикот, со кој ромскиот јазик има многу сродни зборови, и се користи терминот бјах, кој исто така во превод значи брак. Што значи дека терминот бијав и терминот бијах од индискиот јазик се слични. Тоа ја докажува и етимологијата на самиот збор дека означува брак, но дава уште едно значење дека практично ромскиот јазик потекнува од староиндискиот јазик. Понатаму подготовка на невестинскиот украс тели.
Едно од главните обележја на невестата за време на свадбениот обред се свечените долги ленти, тели, кои како украс невестата ги носи за време на речиси сите обреди и обичаи. Долгите ленти се форма на декорација која се состои од тенки конци, направена од метална сјајна фолија од сребренеста боја. При подготовката на свечените тели учествуваат и жени од семејството на младоженецот. Конецот, намотан во макари, се врзува на две столчиња наместени едно наспроти друго на растојание од 1,70 м до 2 метра. Каносување на невестата. Каносување на невестата за време на свадбениот обред всушност представува обичај кој има магиски елементи за здравјето и убавината на невестата. Обредот на каносувањето е стар индиски обичај кој во балканските земји е пренесен преку турската култура, доколку се земе предвид нивното 5-вековно владење во Балканот. Овој ритуал има значајна улога и во муслиманската култура, а застапен е и кај ромите, припадници на христијанската православна религија. Каносувањето дава посебно обележје на свадбата, бидејќи ја означува невестата како нишанкерди, односно означена, а смесата е физички видлива по нејзиното тело дури и после свадбениот процес. Кај ромите во Скопје и околината, каносувањето на невестата се прави 2 пати. Првото каносување. Обредот на првото каносување на невестата е пропратено со многу обичаи. Најнапред во средата, во домот на родителите на младоженецот се подготвува кна од страна на постара жена која има искуство со мешањето на смесата со вода. Обичај кната со малиот прст да ја измеша младоженецот. Семејството на младоженецот исто така подготвува подароци за невестата, а најважни подароци се невестинскиот фустан, невестинските чинтијани, златото како и друг вид на облека, накид и козметички подароци. Останатите роднини како подароци носат свечени фустани, златни прстени, гердани, белегзи, обетки, разна облека и други подароци. Кога сме кај мешањето на кната со малиот прст од страна на младоженецот, при моите истражувања најдов дека покрај младоженецот се постои верување дека може и да ја измеша каната со водата и беќар, односно може да е и братот или првиот братучет на младоженецот, се со цел да наредните години што поскоро и тој стапи во брак. Пред домот на невестата се игра во оро кој учествуваат жените од двете семејства. Невестата е облечена во своји чинтијани и е покриена со црвен превес како знак за нејзината невиност и заштита од уроци. Почита кон гостите, невестата ја изразува преку специјалниот поздрав темена. Потоа ја дава почит на свекрвата, бакнувајќи и ја раката. Потоа и нозете како знак на починетост. Кај некои семејства, например како кај џамбазите, маџурите или гиланлиите, невестата и пребарува по градите на свекрвата пари, како архаичен начин со кој се превзема мајчинството од свекрвата, тоест репродуктивната функција во семејството од својата свекрва. За време на каносувањето на невестата се истакнува и обредот за поттикнување на плодноста кај невестата со измолзување млеко од доилки врз нејзината глава. Првото каносување започнува со ставањето на кна со паричка на тилот од главата на невестата. Обредот на каносување може да се поврзе со тоа што откако девојката се каносува, таа всушност е обележана како невеста, односно алузија на новото раѓање и постанува член на новото семејство се до нејзината смрт. Всушност, желбата и посакувањето на секој родител е неговата ќерка да не менува судбина, односно да остане во еден брак до крајот на својот живот. Во контекст на ова, постои една поговорка што се користи при свадбата. Од отар само мули те и клјове, или од таму може само мртва да излезеш, со значење да не се дојде до развод или премажување и слично.
Во минатото, невестата била каносувана по целата глава, односно низ целата коса, додека сега обредот е редуциран и само се става паричка со кна на задниот дел од главата, со што девојката се смета за каносена. Обредното капење на невестата. Обредното капење на невестата според традиционалната форма на ромските свадби од Скопје и околината најчесто било во четвртокот. Ова може да се смета за женски обред при кој присуствуваат само жени од двете семејства. Во минатото тоа се правило во хамамите кои се наоѓаат во старата скопска чаршија, а во последните 20 до 30 години овој обичај се прави во домот на семејството на невестата рано наутро. Според етнолошката и антрополошката наука, обредното капење најчесто се поврзува со духовната и физичката чистота. Во хинду религијата, ритуалното капење со чиста вода означува и ритуално прочистување. Обредното капење на невестата кај ромите се прави после нанесувањето на првата кана на незината глава, што од една страна покрај обредната има и функција на телесно чистење. Од друга страна, ако се анализира и самата градација на настаните кои следат после овој обред, може да заклучиме дека обредното капење може да означува и премин од еден во друг социјален статус, односно новото раѓање на невестата. Обредното капење за време на свадбата, заедно со оние капења, како што се капењата за време на раѓањето и за време на смртта, спаѓа во редот на трите обредни капења од животниот циклус на поединецот. За време на игранката. Првото оро за време на свадбата го игра свекрвата и потоа најстарата жена од семејството и неколку жени блиски роднини. Главен реквизит на првото оро било ситото или сита со кое играат мајката и бабата на момчето. Тоа оро се вика свекрвино оро или есасакоро оро. Ситото представува апотропејски предмет кој има заштитничка моќ, со што се посакува здравје и плодност кај младоженците. Ситото се користи за време на свадбениот ден и со него играат постарите жени на орото. Ситото има значајна улога во семејството и ја означува идната плодност во самото семејство и со тоа и продолжување на лозата во самото семејство. Вечера, главен свадбен ритуал за време на вечерата, односно за време на свадбата во вечерните часови, покрај јадењето и пиењето и играњето е специјалниот поздрав темане од страна на невестата, која со овој свечен момент е облечена во невестинскиот фустан, донесен во невестинската бовча. Ритуалот со темането од ромската култура во Македонија е донесен од семејствата кои се преселиле од Косово и Србија. Според некои толковни речници, темане означува поздрав кој го користеле и муслиманите, ставајќи ја десната рака на челото, устата и срцето. Темането представува гестикулативен чин кој се прави со користење на рацете и главата со цел да се поздрават гостите и да се посака добре дојде на свадбата. Зависно за која темана, зависно за која намена. Темената се дели на поздрав кон целото семејство, поздрав кон сите присутни за време на свадбата и поздрав само кон родителите на сопругот. Свадбена поворка и заминување на невестата од родителскиот дом. После двата свадбени денови, од кои едниот кај невестата, едниот кај младоженецот, еден од поважните обичаи при свадбениот обреден комплекс се поврзува со земањето на невестата, односно со заминувањето на невестата од домот на своите родители и доаѓањето во домот на младоженецот, односно во домот каде што понатаму ќе живее. Овој ден е многу значаен за родителите на невестата, бидејќи ќерката заминува од нејзиниот дом и ја испраќаат во домот на младоженецот. Роднините на невестата пред куќиниот двор, според обичајот, ги очекуваат сватовите со дрва, лопати и секири. Тоа представува
архаичен чин на борбата за земањето на невестата, но исто така може да се толкува и како антагонистички, односно помеѓу сватовските групи. Кај ромите, кога се сретнуваат сватовските групи, се водат мали преговори, со што сватовите од машката страна на неколку пати им се попушта по 1 метар чекорење, се дур не дадат подкуп, односно подарок, кој најчесто било и во минатото и сега со гајба пиво, шише ракија или безалкохолен пијалок. Невестата пред да излезе од домот на татковата куќа, група жени ја поздравуваат во собата ставајки и на главата црвена марама, односно лолишамија, како ознака за нејзината невиност и заштита од уроци. Откако излегува, таа игра со своето семејство на ороводни песни кои ја опишуваат разделбата помеѓу невестата и нејзините родители. Според старите обичаи и верувања кај ромите, невестата треба да го напушти својот дом пред да зајде сонцето, затоа што не сме да влезе во новиот дом кога ќе настапи мракот. Од домот на своите родители невестата излегува со 2 млади момчиња, најчесто нејзините браќа, кои ја испраќаат до крајот на улицата, каде на широката јаркоскрсница ја чекаат 2 други момчиња, односно девери кои се од страната на зетот. Внесување на невестата во домот на младоженецот. Обредите околу внесувањето на невестата во домот на младоженецот се придружени со многу магиски елементи кои традиционално се практикуваат и кај муслиманите роми и кај православните роми. Во минатото, но сега сите овие обичаи се редуцирани. Практикувањето на тие обреди се однесуваат за нејзиниот понатамошен живот и начин на однесување во новото семејство. Деверите ја носат невестата до непосредна близина на новиот дом каде што ја очекува младоженецот. Пред влезот, свекрвата фрла по неа жито, лебебли, може да биде и со шеќер во боја, бомбони, пари, а овој обичај има магиско дејство со цел невестата да биде плодна и берикетна. Под нејзините пазови и врз нејзината глава се става домашен леп. Некои во сегашно време користат и купен леп, а при самиот куќен праг свекрвата заковува шајка до нејзината до нозете на невестата поради нејзиното престојување во куќата за секогаш, да не може да излезе. Понатаму невестата треба да ја намачка вратата 3 пати со шербет, односно мед, за да бидат сите во куќата благи, радосни, среќни. Овој обичај со мачкањето на влезната врата со мед од страна на невестата при влегување во домот на младоженецот го има и регистрирано и професорката Елси Иманчич-Дзунин во 1967 година во својот труд за ромската свадба. Во балканските култури, преминувањето на прагот и намачкувањето на влезната врата со мед и масло се толкува како воведување во нова култна заедница, односно нов свет. Невестата кога влегува во домот заедно со зетот, обичајот е зетот да ја згазне на ногата, бидејќи се верува дека тој треба да ја води низ брачниот живот. Со тоа се истакнува и патријархалноста кај ромските семејства. Исто така, свекрвата пред неа става огледало за да се гледат младоженците, да ја гледаат својата убавина и младост. При самото влегување на младоженците во домот се искажуваат следните зборови кои најчесто ги користат помладите. Ко си пошужо и бори или од џамутро. И бори си пошужи, ја од џамутро си пошужо. Огледалото има исто така и заштитничка функција од лошите демони, кои се присутни за време на целиот свадбен комплекс. Така, при внесувањето на невестата во домот, огледалото ја штити невестата, бидејќи таа е изложена најмногу на демонски и лоши вниманија. Односно, според старите роми, таа е урочена, односно ленди ја кендар. Освен овие обреди кои во минатото се практикувале на многу висок начин и со голема особена почит, во минатото може да гледаме и да во минатото сите овие претходно наведени обреди и ритуали се практикувале со особена почит
од страна на двете семејства, односно од страната на семејството на младоженецот и од страната на семејството на невестата. Во сегашноста, односно во последните 20 до 30 години, може да забележиме дека некои од овие обреди се редуцираат, некои од овие обреди се модернизираат, а пак некои од овие обреди исто така и се организираат, но во модернистички стил. Причината поради ова е дел од економски причини, дел од религиски причини, но многумина и смета дека традицијата е стара и дека ништо не помага во современоста и затоа се редуцираат некои од обредите, бидејќи современоста си го прави своето, многу од младите не сакаат нити да ги направат и реализираат овие обреди и сите сакаат да ја пројдат свадбата само во еден ден. Покрај овие наведени обреди и обичаи, исто така постои во текот на целиот свадбен обреден комплекс и обреди во врска со честноста на невестата, познат како блага раќа, за што разговаравме, понатаму и посетата на младоженецот во домот на родителите на невестата, познати како зетот на јајца, и како последен свадбен обред, тоа е обредот џумалук, а што се однесува до после свадбените или подсвадбените обичаи, тука е единствен присутен обичајот првичи, каде што невестата го посетува за прв пат после свадбениот период своето семејство, облечена во невестинска руба, и таа посета се одвива околу 3 до 7 дена и живее сама со своите родители 7 дена и потоа дури младоженецот заедно со своите родители ја зима повторно од домот на сватовите, односно од родителите на невестата.